Ти во МИК колку време остана? Па во МИК одмah испаднавме практично од МИК испадна МИК од втора лига, требаше да одам во Вардар. И отидов во Вардар, па не ми дадоа исписница. И цела година ни тамо, ни тамо. Во МИК бранев, пак во втора лига, во Републичка лига, а во Вардар тренирав. Тоа ми беше цела година изгубена работа. Тоа која година беше? 72 втора, трета, тука. И кога заврши таа епизода сега? Не ми беше јасно затоа што зошто да не ти дадат исписница да се вратиш у Вардар. Вардар е ипак вакво квалитет. Да те кочат, но зошто? Кои беа причините, како беа причините, не ми беа јасни. Од тамо после Вардар, кој не успев, се врати во Работнички. И во Работнички, навистина, клуб... Која, 73-4? Толку, тогаш. Ми се допаѓа, мислам, ако за мене, од сегашни вака гледишта, за мене Скопје, мислам, МИК е совест на Македонија, исто, а љубов на Македонија, тој е Работнички. Тоа се што се работеше, буквално се работеше со љубов. Кај Работнички немаше некој да повиши глас, не може да повиши тон. Се беше нема да бидете најслаб на терен. Да видите да нема никој ништо нема. Не, ништо него. Они се криват на некој како не ти помогнал, како он не бил тамо, а не да ти вика зошто тоа така не искочи, зашто на време не покри. И во тие моменти буквално навистина е нешто на стварно значајно. И во средината има топлина. Кај луѓето нема, тоа е страшно. Од кабинер до буквално до председател се беше на ниво на елементарен однос, и тоа со голема љубов. Другарство. Ако кои беа тогаш во таа генерација на Работнички, Амчевски, Цубалевски, во нападот, назад Тодоровски, Тина Голот, убава генерација беше? Знаете, целокупната вака дојде Торбаков од МИК. Ми се чини дека тој направи на некој начин еден квалитет во играта на Работнички, затоа што Работнички беа романтичари, немаше кај нив некој да шутне од 25-30 метра, него и тие само со се топка, ако не влезе во гол, техничари, затоа романтичари ги вика лево, десно, вамо, тамо. Ако не влезе во гол, не му е интересно. А Данчо знаеше да распали. Да, и дојдоа стварно навистина големи работи. Победивме со Червенски, почнавме да бидеме прво место. Добар тренер беше. Да. И педагог. Да, и педагог, и многу совесен човек. И ако беа и Дончо Бојаджиев тука, Чко Дончо беше и Јован Никушев, навистина луѓе кои што Па Јово беше со Червенски заедно. Да. Работеа, да. Сите Никушев. Ко почна Работнички, 5 утакмици непоразени, прво место буквално. Прв пат исто се исплашив за мојот живот. Тогаш Работнички беше хит, мора да кажеме. Стартуваше фуриозно. Фуриозно. Прв пат се исплашив за животот, игравме со Ѓаковица ќе ја споменеш. Знам тоа. Не од тепа, прв пат да видам со пенреци, со ножеви, буквално. Денес, ако не изгубите, живи нема да искочите, нема ова. А Червенски не рече, што беше. На терен никој нема да ве чепне, ама тоа се плаше. Стравот беше влезен претходно кога стигравте на стадион. Да, тогаш беше страво и од мислам, имавме навистина повеќе од игра, изгубивме еден буквално пацарски гол, примив 1-0 и од... Како изгледаше тој пацарски гол?
фрлена топка една. И ти? Ја отидов на топка у дуел, слабо избоксував, падна некаде на 20 метри, шутна таму у голато, да беше повеќе, толку заврши. После дојдоа новинарите, вика, фати се за глава, буквално ти наредува, фати се за глава, зашто изгубивте како таа смисла ти наредува, па да кажат како они играле добро, и се беше окей после, за време и после утакмица. Добро, кога победи, окей, ама. А они се борят за обстанок. Предходно ме преплашија. Да. Значи тој надпревар. А од скопските надпревари, бидејќи реков работнички беше хит, имаше добар старт, многу публика и имавте еден дуел со победа. Со победа Прилеп, прво игравме за куп. Во Белград игравме со, дали со Чукорички или со Галеника, не се сеќавам со кој беше. Па отидовме у Љубљана. У Љубљана изгубивме да со Олимпија. Да, и тоа 55-6 минути игравме со 10 играча, Скубјанчевски го исклучија. После завршување утакмица, шпалерни направија навијачите на Олимпија за изворедната игра, работнички што ја прикажат за изредше, а тие со Вили Амершек, со Попивода, страшен тим имаше тогаш Олимпија за нас. И не само од пенале, тоа беше четвртфинале на Југославија. А тука игравме изворедно со Чели, ги победивме 4-1, победивме Бор 1-0, изворедно, но нас не беше полесно да играме буквално прва лига него што беше втора лига. После Олимпија доаѓаше победа Прилеп. Тогаш стадионот Тоа е за првенство на Македонија. Да, за првенство. Да, прва публика, игла нема кај да па толку беа прв пат да видам толку публика, толку луѓето да сака да гледат фудбал, да уживат, плюс македонско дерби, тоа е сите, дали од Прилеп, дали од Битола, од цела Македонија дојдоа буквално да гледат. Лично изворедно тоа. И како изгледаше тој надпревар? Полн стадион, дури и горе имаше на покривот, над ложите на тогашната јужна трибина. Може 15.000 до 20 имаше тогаш. А и работнички како на цела ситуација, како да осети што бара публиката, што сака заигра, победа не можеше буквално да види како е, дали е фудбалот напомпан. Кој распали тогаш гол некој од далеку на почеток уште? Уште 10-15 минутата Рубаков, публиката гол вика. Гол бара, 25 метра шут. Гол бара, стануваат гол. Торбаков, шут невиден. Гол, летна сите. И почна, се отвори серијата. Се отвори. Цубалевски беше извонреден. Дали Карпа, Баже Стојановски, дали Ѓоршев, тогаш Панов, навалата, дали кој беа Боро Николич, беше Анчевски, па тоа беше невидена работа, разиграност. Назад пред тебе во кој најмногу веруваше, тука беше и Тодоровски, Мајмунгови. Тодоровски, Богатиновски, Мичо Сетинов. Знаете, многу беше луциден Баже Стојановски Карпа, не Джоко Стојановски, Баже Стојановски. Вика, слободен удар. Гелебешев, немој да се плашиш, не може да го видат голот. А они се помали за тоа да се секира. И што ќе се не може да го види, а практично цел гол го гледа. Тоа спеколку беше луциден, немаше. Тамо Глигоровски беше најопасен. Како Магдески. Ја мислам исто Рубин Ѓоргиевски, фантастичен играч за мене. Да, не правија кариера како што може да направи, си остана во победа и толку беше. Не од повреди само, што двете ноги од мениско сме опериса, од страшен играч, невиден, буквално
Победа беше тогаш со Магдевски, Маневски, тогаш има овој исто Глигоровски што втора лига, тоа беа Дрвошанов позади. И Статов не бранеше тогаш. Отиден беше, да. И изворедно, мислам, за луѓето беше тоа како еден голем празник, едно воодушевување, има двете екипи, затоа што 8 гола, 6-2 заврши, да видиш 8 гола со шутови, со дриблинси, тоа е не... Тој надпревар на сите ни остана во сеќавање. Во работнички до кога остана? Работнички до 76-та, 7-та година. После значи, после оваа успешна година што имаше со Червенски, ти заминуваш каде? Ја одам војска. Да? И војска баш тогаш се одржуваше армиско и свеармиско, па ми дојде... Свеармиското во Охрид беше, во најавата кажа. Ама и во армиското беше во Охрид и свеармиското. Имаше атлетски петовој, тоа бе скок во далечина, фрлање бомба, фрлање ѓуле, 1500 метра и 100 метра. И ти тука? И тука одлично ми појде. Финалниот дел во армиско првенство се борев со Драги Христовски. И ми бегаше на 1500 метра едно 2-30 метра. Ако ме победеше во тие, ќе победеше прв. И како ме фати инат до последен момент и двајцата после отидомо ни става кислород да распада важно инат и го победев така Драги Христовски. Добро, ти на Сербиското после реков јас беше трет. Трет, се борев со навистина квалитет десетобојци, тоа на Југославија, Бојан Приморац и Бојан Четник, тоа се страшни големи имења за мене, за месец дена да се... Не, воопшто беа добри атлетичари. Да не беше тоа 1500 метра, мислам ќе можев да побрз бев. Да, во скок во далечина подобар бев, во скок на 100 метра подобар бев, во фрлање бомба тука бевме. Е само 1500 метра и ѓулето малку. И Данило Поповиќ, кој беше одговорен за спортот во Скопската армиска област, откако заврши тоа, наградно ги беше за третото, 15 дена. Ма тоа и 15 дена на армиско и 15 на свеармиско, тоа месец дена. И ја заврши војската. После голмански кај продолжуваш? После војската. Пред да одам војска, требаше да одам во Олимпија. Во Олимпија не ме пуштија овие, затоа што тамо навистина бев одлично бранев и тамо имам 10-ка. Овие што се договоривме со работнички како ќе биде, што ќе биде, дојде од Кожов. Вика да се вратиш, немаме голман, ние правиме екипа за поголем ранг, да се вратиш, дојде братучет, буквално генерален директор на Винојак беше Ристо Франгов, заменик директор, мислам, заедно Јово Давалиев, а преседател беше Тихо Крантов. И да се вратиш, тука е твоите, што треба станови, што ти треба, ние стоиме за тоа, кредити, да си направиш куќа, да си направиш ова, работа. Се што ќе посакаш, се ќе ти биде удоволено. Тоа беше најголема трагична работа во животот кога се вратив тука. Се што рекова се промашено. Се беше на некој начин лага. Ја да бев у работнички, ќе си имав работа, имав стан на некој начин. Беше се во ред. Он ми рекол, ако не те пуштиме во Олимпија, ти даеме стан, ќе ти даеме работа, завршен проблем нема. Ако тамо не ти направивме, тука ќе направиме. И така остана. И после кај одиш? После Кожов одам во Богданци, во Вардарски. Они влего тогаш во Републичка лига. Ама нема и они
почеток, прв пат во Републичка лига, Добро, нема тим, сите се клубови конституират, да тогаш беше тренер, исто прекрасен човек, Јего Ридовски, од Битола, правеше екипа, се што ќе направеше ако изгубиме, он вината ја взимаше и не дозволуваше некој да каже, затоа што тој е ипак провинција, ќе ти кажа, тој играл слабо, немојте децата. Тој не штитеше. Тој не штитеше и така човекот не сакаше да гледа такви работи, буквално зашто на играчите се вика, зашто нема мир во екипата. И напушти дојде Роксандич, Бранко Роксандич. Почнавме, земавме нови играчи, почнавме да на некој начин останавме во лига и тргна работата и во Огданци. Колку време остана ти таму? Таму 2 години останав. После тоа? После тоа завршив кариера. Ти отвори една школа таму во 1995 година. Да. И таа функционираше 15 години. Имаше и простори, игралиште и се. И што се случи после тие 15 години, јас нема. Ја не можам да бидам свесен. Инаку помогнаа да кажеме за тоа германците, германската амбасада да ја отвориш таа школа. Само да кажеме зошто ја отвори таа школа. Да. 44-та кога се повлекуваа германците, нели? Да. Капитулација и тие работи, овде владееа болести, тие кога доаѓа од грчкава територија да се враќаат дома, кога видоа каква е ситуација, ви дадоа помош, односно на населението, во лекови за да се опорави и во знак на сеќавање на тој гест, во договор со германската амбасада, колку што можев да сватам, се наоѓа заеднички јазик да се отвори таа школа во која што ти си главниот што ја води школа. Тоа ми беше, мислам, и обсесија. Ја стално мислев кога ќе завршам да отворам таа школа, да отворам една голема благодарност до германците, затоа што буквално ако ја спасија Гевгелија 44 година од разорнување, затоа што кога се повлекува, тоа е војна работа. Да. Напаѓат наши сојузници што беа тогаш англичани, французи што беа тие, напаѓат за да таа армија се ослаби на некој начин. Имаше тогаш нафти, оружја, мини, оружје што за добро, и како резултат на сето тоа ми дадоа од германска амбасада кои луѓе погинаа тогаш. 7 војника. Ја на тие 7 војника направив едно име, Галеип. И додадов, а тогаш тамо тие две што ми помогнаа, Барбара Утеска, тие се прилепчени, нема буквално ќе кажам после некаква анекдота и Хајке Јоески. А тие се наши македонски снаи и тие многу помогнаа се ево прилеп и за вода и за ова. Добро, и сега школава почна да работи, имаше интересирање, имаше простори, имаше се и одеднаш јас нема. Зошто? 15 години, не знам, целокупно имаше страшно одлични резултати. Например, освоивме куп на Македонија до тоа време, 2002, да ми се чини. Децата одлично тргнаа. Одавме и во трета лига требаше да играме утакмица, направивме да влеземе во трета лига. Хаџеристиски, не од кои причини не пушти да биеме во прва лига, не пушти да биеме во трета лига. Тој сам, не знам од кој, затоа што штрајкувавме, ние бевме прво место во втора лига, влегувавме во прва лига, значи требаше да играме, тогаш имаше во Македонија и младинска квалитетна лига. Да. Направивме да бидеме, ни дозве 7 место,
овие тиверија ги пушта нив, како тоа да е нивна својна. Нас не откачи, и отидовме, штрајкувавме. Значи, школа твоја како да не постои, Да, кога им требаше, да. ја вклучува во надпревари, да игра, да прави, Кога треба тоа да се стимулира на некој начин. Не квалитетот да дојде до изражај и не знам од Тука љубов мора да не беше. И во 2010 година 2010 не знам ја како може Општински фудбалски сојуз да ми пререгистрира играчи од клубот мој да ги пренасече за Кожов, да не постои Галев. Ти без да знаеш, без ништо си ги земат, ги регистрираат. Регистрираат. Одев се жалев ништо, до се жалев до Фудбалска федерација, се жалев ништо, нито одговорија, ништо. Затоа јавно, не знам, но ова да користам прилика да им кажам, ево да чујат дека школата не е по моја вина, него по вина на Општински фудбалски сојуз и по вина на Фудбалска федерација на Македонија. Тогаш во 2010 во 2010 година го збришаа клубот. А тоа е страшен удар, буквално во дадена ситуација, тоа па ипак тоа е друга држава, тие се на некој начин правиш за нив добро и они мислат дека е тоа добро, а уствари фудбалска држава, Република Македонија, пошто е општински тука се обрукавме и пред луѓето што помогна да се помогна. А тука и они вика Никола, па ние во Гевгелија имаме фабрика, инвестираме во Да, имат инвестиции тука и во Македонија воопшто. Страшно инвестират, а никој за тоа, и они не се фалат кои инвестират. Секој што ќе дава 5 денара, ќе каже ќе се слика, ќе страшни парадни работи прави, а додуше они само работат, дават и кјутат. Не знам, ние им враќаме на некој начин многу... Добро, тоа веќе заврши, не знам сега дали ќе се избориш евентуално да ја вратиш ситуацијата на старо. Ме интересира во моментот фудбалски дали си ангажиран или не, после тоа мируваш. Во ова наше друштво кое е несредено, буквално во ова институциите кои не ни функционират, нема некој да одговара од повисок ранг, зашто тоа нема фудбал, зашто нема ракови, зашто кошарка во дадена ситуација. Немаме ни институции кои што ќе се грижат бар тоа што го имаме да се задржи, да биде во функција. Не денес го има, утре го нема. И без никој да одговара. Затоа ми И тоа те разочара, тебе и те оддалечи. Не ми дозволат. Например, политиката се ја дојде од ВМРО СДСМ. Тоа е тој е комуњарски клуб, не сме. Слушнав и друго овде за Гевгелија, додека бев раскарани сте и старите фудбалери, едни се ВМРО, други се Што мешате, игравте, ги браневте боите на клубот, на градот? Тоа е проблем. Политиката влезе во сите пори и за да се на некој начин збори за тие политичари, дека поима немат за ништо, ја не верувам. Зашто тие се само исклучува, ја не верувам и државата како ни пропадна. Не верувам зошто на таков начин уништуваат да поделби, да бидат во секој сегмент на животот. Во нивната неспособност, нивниот капацитет, нивниот себечен капацитет за нивни цели да уништуваат генерации. Тоа е страшно. Да ги забораваат и легендите и сите оние што дале за градот и државата. И порано и сега на некој начин да се делат. Кој делиме ние? На улице едните ќе исплачат, денес другите, Знаеш ова како ми личи што го кажуваш? Ти на голот СДС, десен бек ВМРО, лев бек СДС. Овој пушта за да примиш ти гол, дека не си од иста партија. А Македонија е страшно више, ние сме сиромашни, немаме, сега се сменија условите за финансирање, се сменија, тогаш имаше буквално фабрики, имаше функционира, сите и оттаму доаѓа средства и за клубови. Сега нема сега. Ти викаат снајди се. Снајди се и готово, нема.
како ќе се најдеш тие сиромашна земја ако нема расчистено што е аматерски спорт, што е професионален спорт, не е тоа расчистено. Сега како може некој кој што ниту двајца родители не му работат, да инвестира за себе. Тоа опрема, треба да платиш опрема, треба да платиш тренер, треба да платиш патни трој. И сега дојде се знае се што треба за клубот и ама не за клубот, секој поединец, клубот е една работа, поединец тој си плаќа више сите спортски активности, тој си ги плаќа. Нема више порано што беше ти плаќа клуб, ти плаќа, сега треба сам да инвестираш, а немаш работа, немаш од кај да екзистираш или како играч да одиш да играш, а нема од каде да екзистираш. Ти од што живееш се, од што екзистираш? Буквално, јас сум пензионер. Да. И не знам од какој причини, со 8.000. Со 8.000 човек, како станавме сите земја поштари. Се што ќе ти дадат пензија, која мора да ја распродадеш. Сега да се вратиш на оние голмански години, па да речеш 100.000, 200.000 евра чинам, ако сакате да ви бранам, добро. Ама имаше тогаш, тоа е буквално. Мина. Се мина. И тогаш имаше пари. Проблемот е кај нас, што ние не учиме од претходните работи за генерации, нашиот себичен характер више дојде до изражај. Ако ја порано се збореше нашите деца, сега се зборат за моите деца. Тие другите деца се како на некој начин неважни. Да, само твоите. Само моите. Сега на крајот, бидејќи еве доаѓа крајот од разговорот, спомна деца, кажи ми семејство, што имаш од семејството? Од семејството имам син кој работи во ВИП, а девојчето е 18 години, нема, стално се пријава, нема работа. И ја пензионер, жената пензионерка исто, и тоа е со 5-16 илјади буквално мора да дополнително да се работи. Ама си имаш убави спомени од минатото. Тоа останува само и друго нешто. нешто. Кога беше голман, кога бранеше, кога сите те знаат, ти аплаудира. Благодарам што беше гостин во оваа емисија. На крајот да кажам дека тоа беше еден од нашите најдобри фудбалски голмани, Никола Гелебешев.